Ќе се случи со компанија која што користи државна помош, а во известен период, на пример да земеме Аптив, одлучува да го пресели производството на Видите, друга секој локација. договор за државна помош, воедно тука не го забораваме договорот за закуп, си има обврски спрема секој инвеститор. Така да ќе го дискутирам пред договорот за закуп. Од аспект на договорот за закуп на земјиште, секој инвеститор има обврски. И тој не може туку така да замине без да ги исполни тие обврски. Исто така, договор државна помош има обврски за секој примател на државна помош. Ако прими одредена државна помош и ако планира после да замине, тој мора да ја плати, да ја врати државната помош плюс законската камата. Така да све тоа регулирано. Ние тоа будно го следиме на месечно ниво. Воедно, ние секогаш правиме анализа, затоа ги правиме тие број на вработени, извоз, увоз и плати. Ни се битни како параметри, како една компанија напредува или не напредува, за да знаеме кои активности и мерки да ги превземе согласно постоечки договори, дали за закуп, дали државна помош.